Добар ден, почитувани, започува уште едно ново издание на НУ Плюс на телевизија Телма. Зошто ке бебињата и малите деца срцето работи забрзано? Каква е разликата помеѓу физиолошката и патолошката тахикардија и дали децата со шум на срце се всушност болни? За сето ова подетелно ќе зборуваме со денешната гостинка доктор Светлана Крстевска, Блажевска, педиатриски кардиолог. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Мислам дека се мощни интересни темиве, дека ќе привлечат големо внимание. Би започнала со пулсот кај бебињата и малите деца. Колкава треба да биде активноста на срцето во почетните години кај бебето? Што значи кај детето, односно што значи нормален пулс кај бебе и кај мало дете? Така. Значи, не може да кажеме дека во детска возраст имаме фиксно колку изнесува пулсот или фреквенцијата на срцето како што е кај возрастните, затоа што со текот на растењето се менува и самиот пулс. Така ако кај бебињата нормално изнесува недека до 160 до 180, понатаму кај доенчето, значи на возраст од 1 месец до 1 година, некаде до 160, значи, кај предшколското дете околу 130, кај школското дете околу 110 и веќе кога влегува во пубертет, недека околу 90, така да значи е променлива фреквенцијата, односно таа се намалува со текот на растењето на детето, да полека околу пубертетот или после пубертетот ја достигне на фреквенција што е како кај возрастните, некаде помеѓу 60 до 80 удирања на срцето во минута. Така. Прашавте зошто работи... Така, зошто работи забрзано срцето кај децата? Затоа што потребите во организмот кај малите деца во однос на кислород, значи во однос на прехранбени материи се поголеми отколку кај возрастните, а волуменот на крв кој што малото срце го испумпува е многу мал. Затоа за да се снабди организмот со се она што му е потребно, преку срцето мора да работи забрзано за да ги задоволи потребите на тој мал организам кој што има поголеми потреби отколку кај возрастните. Така, доколку е неопходно? Родителот на кој начин може да го измери пулсот, односно фреквенцијата на срцето? Родители кои што се малку може би едуцирани во медицината, ако знаат да користат, значи она слушалки што ние ги викаме стетоскоп, значи може да го искористат стетоскопот, ставајќи го значи на градите, меѓутоа малку лево од значи градната коска која што се наоѓа на средината на градниот кош и најдобро е за кратко време, значи да го измерат, например, за 15 на секунди, тоа што ќе го измерат пулсот, велиме за 15 секунди, да го помножат со 4 и ја добијат колку изнесува во тек на 1 минута. Другиот начин е значи поголеми крвни садови артерии кои што можат да се напипаат на површината на телото, значи дали тоа е на вратот или на пример тука на раката на дорачјето на зглобот, исто така за 10 или 15 секунди, па може да се помножат значи соодветно со 4 ако е за 15 секунди и повторно да се добие значи колку е срцевото откуцување во тек на 1 минута. Така. Забрзаната работа на срцето се нарекува тахикардија. Така, да. Колку често се присутни тахикардиите кај децата и каква е таа физиолошка тахикардија, односно тахикардија на здраво срце? Така. Значи, кај тахикардија кога зборуваме сега пред се за тахикардија, значи да кажеме дека има тахикардии кои што се јавуваат во некои си болести кај децата или некои ситуации кои што сите деца го поминуваат во тек на животот. Значи, температура или губење на течности при повраќање, при пролив, односно дехидратација, при вознемиреност, при стрес и тога се појавува забрзана работа на срцето, односно, значи, таа тахикардија. Таа тахикардија ја лекуваме на тој начин што нели ги лечиме причините поради кои што дошло до тахикардија. Значи, ја намалуваме температурата, го смируваме стресот, инфекцијата ја лекуваме, и во тој случај ќе се намали вода дека течности соодветни, значи електролити, вода, значи зависни кој тип, значи односно каде е губењето на течноста. Меѓутоа исто така и некои лекови сакам да напоменам дека можат да доведат до забрзана работа на срцето. Лек кој што доста често значи се употребува, посебно во овој период од годината кога имаме обструкција, значи отежнато дишење, е вентолинот, односно салбутамол. Така, значи самите инхалации може да забрзат работата на срцето. Да, може да забрзат кај некои значи деца или инхалациите или пак сирупот кој што исто така значи имаме вентолин и во форма на сируп. Сега тоа се едни тахикарди, значи кои што доаѓаат да кажеме на здраво срце. Меѓутоа постои значи друга група на тахикарди кои што треба да се лекува, значи тие доаѓаат од самото срце. Тие се нивната честота е недека 1 на 250 здрави срца.
Таа е таа тахикардија која што почнува нагло, значи, без надворешна причина и исто така нагло завршува. Така, надворешни знаци кои се? Како родителите може да Зависи забележат? од возраста на детето. Так. Бебето обично, значи, станува многу вознемирено, ако станува збор, значи, за доенче, помеѓу 1 месец и 1 година, значи станува вознемирено на почетокот, одбива да цица, одбива да се храни, значи немирно е, не може да спие, а подоцна, ако не се препозна, значи тие први знаци на тахикардија, во тој случај може да се појави, значи, отежното дишење, потоа, значи, промена на бојата на кожата, значи да биде во почетокот ако била црвена, потоа сиво бледа да стане и понатаму, нели, подлабоки симптоми кои што не би требало да ги чекаме, нели? Ако родителот забележи дека однесувањето на бебето е подолго време, односно неколку сати одстапува од нормалната, тогаш треба да побара помош од тоа е едно од педијатар. најургентните состојби во детската кардиологија. Да, значи тука таа тахикардија која што ние ја викаме, нели, како малигна тахикардија, таа се вика, значи, пароксизмална тахикардија, која што исто една од најургентните состојби, затоа што ако не се, значи, таа дури се вика и животно загрозувачка. Затоа што ако не се реши на време, во тој случај може да доведе, нели, до други пореметувања на срцето, прескокнување во работата на срцето, попуштање на срцето. И затоа е во групата на животно загрозувачки една од најалармантните и најитните ситуации во педиатриската кардиологија. Но кога зборуваме за физиолошките тахикардии, тука баш и нема некој голем простор за страв. Нема простор за страв, значи треба, ако е температура, да се чека да се симне температурата, па ете пак да се измери пулсот, значи ако со паѓањето на температурата се намалува пулсот, нема место за паника, релаксирани родители, уште порелаксирани дечиња. Така, значи нема потреба да се јават на лекар. Нема потреба да се јават на лекар, да. Следната тема што ќе отвориме е шум на срце. Така. До неодамна, до пред 10-20 години, се сметаше дека тоа е една опасна состојба која што е поврзана со аномалии на срцето. Така. Сега ставовите се променети. Дали детето со шум на срце е болно дете? Пак и тука ќе кажам, значи има шум и шум на срце. Значи да имаме два вида на шумови на срце, значи шумови на срце кај здраво срце, велиме, значи структурно здраво срце, и шум на срце кое што структурно, значи, не е здраво тоа срце, значи има некакви промени во градбата на срцето. Точно пред повеќе години сите се плашевме од шумот на срце затоа што голем дел од срцевите мани кои што се открива беа, значи, пак животно загрозувачки. Денеска, бидејќи детската кардиохирургија има многу напреднато, речиси сите срцеви мани хирушки добро се коригираат. Значи, не станува збор само за добра корекција, меѓутоа на детето му овозможуваат квалитетен живот, што е најбитно, значи квалитетно детство. Так. И затоа нема толку вознемиреност, нема потреба од вознемиреност кога се диагностицира шумот. Така. Можеме да ги вклучиме тука гледачите. Да. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате прашања поврзани со денешните три теми, слободно јавете се, ќе ве вклучиме во програма. Шумот на срце на почеток се забележува кај новороденчето. Може ли да ни објасните за каков шум на срце сега тука станува збор кај новороденчето? Кај што туку роденото новороденче нормално е да има шум. Зошто? Затоа што секое новородено се раѓа, да кажеме, со две отворчиња, едно отворче што е внатре во срцето, значи кое што се вика форамен овале, и друго мало каналче кое што е помеѓу двата најголеми крвни садови надворе од срцето, и тие каналчето и отворчето мора да се отворени во текот на феталниот живот за да може плодот, значи, да функционира фетусот. Од кога ќе се роди бебето, значи настанува затворање на нив, тие веќе не се потребни, така да тој форамен овале, значи кој што е мало отворче, се затвара веднаш после раѓањето, а додека пак дуктусот, кој што го кажав, надвор од срцето, помеѓу големите крвни садови, исто може да се затвори во текот на првите неколку часови, меѓутоа може да се почека и во текот на првите 3 недели од животот да биде комплетно затворен. Затоа, ако се слушне шум, значи првите 24 часа после раѓањето, не треба вознемиреност, ниту пак првите, да кажам, 3 недели, него треба, значи, редовно следење, да се види која состојба од овие две кои што воопшто не се опасни, го даваат шумот кај
срценцето на новороденото бебе. Родителите знаат да бидат загрижени, бидејќи правеле пренатални тестови, доколку бебето се роди со тоа отворче, но не секогаш тоа, односно се работи за нормална состојба, така? Така, првиот ден за сосема нормална состојба. Меѓутоа и овие и отворчево и каналчето можат да се затвараат и во текот на неколку месеци од животот, така да не е вознемирувачки ако фораменот, најчесто тој остане отворен и до крај на прва година. Значи, тој исто така може да се затвори. Меѓутоа, значи, постои можност и да остане отворен, затоа што се вели дека дури и 25% од општата популација си има отворен форамен и тој не прави некои сериозни проблеми. Што оценувате на скалата од 1 до 6? Од 1 до 6, значи, на скалата го оценуваме интензитетот на шумот. Значи, 1 тоа е најмек шум кој што го слушаме кога бебето, значи, малце ќе престане да дише или тивко ќе дише, или детето, значи. Понатаму 2 е шум кој што добро се слуша со стетоскоп, 3 е доста интензивен шум, 4 исто јак шум, меѓутоа кога ставиме раката, значи осеќаме како некое грепкање, значи, на дланката. Од 5 степен е, значи, шумот го слушаме со стетоскоп само што ќе го доближиме на површината од градниот кош, а 6 е и велиме кога оддалечен стетоскопот се слуша тој шум. Така, на кој начин се утврдува оваа состојба? Што е тоа испитување преку сатурација со кислород? Добро, значи постојат, значи, повеќе начини на кои што, нели, доаѓаме до точна диагноза од каде доаѓа шумот. Значи, првен, нели, стетоскопот кај педијатарот, потоа ако се посомневаме на нешто, значи правиме ехо на срце, со кое што дефинитивно утврдуваме состојбата која што доведува до шум, потоа правиме електрокардиограм, односно ЕКГ, значи да видиме дали проблемот со срцето дава некакви промени во ритмот на срцето. Тука, значи, можеме и таа тахикардија што ја збориме, значи со електрокардиограм да утврдиме од кој тип е на тахикардијата. И значи, најтешката група на срцеви мани, кои што се мани, значи, со десно-лев шант, каде што меѓу луѓето познато, нели, мешање на лошата крв влегува во добрата или нечистата во чистата, дава да значи, концентрацијата на кислородот во крвта да биде намалена. Нормално таа треба да е, значи, 92, 93, 95, значи, до 100, а додека кај овие срцеви мани каде што неоксигираната или лошата крв се меша со оксигираната, односно добрата, се намалува концентрацијата на кислородот. И кога нема доволно кислород, значи, во крвта, тоа не е добро затоа што трпат виталните органи, меѓу кои што на прво место е мозокот. Така. Може ли да се предвиди кога ќе се затвори отворот на срцето? Па предвидувањето е со редовни контроли, значи. При првиот преглед, нели, ако има отвор во срцето или некое стеснување на некој крвен сат, ние мериме колкава е тоа стеснување, колку е голем отворот и во на наредните контроли повторно си премеруваме, нели, колку се претисоците, колку е отворот и можеме да претпоставиме дали оди кон подобрување, кон затварање на отворот или не. Меѓутоа, не можеме точно да кажеме кога, во кој период на возраста може да се затвори некој отвор. Меѓутоа, можеме да кажеме дека тој отвор ќе остане отворен и дека некогаш во некој период, значи, од детството ќе треба да се направи некоја интервенција. Така. А колку често се случува, наместо да се затвори, отворот да се зголеми? Па, би рекла дека отворот, значи, ако има добра контрола, значи, кај педијатар-кардиолог, не би требало да се зголемува отворот. Проширувањето на отворот би дошло, значи, ако не се контролира притисоците во срцето. Таа контрола на притисоците во срцето ја правиме со додавање на лекови. Значи, лековите не ја лекуваат срцевата мана, меѓутоа, значи, ги одржуваат притисоците во срцето на некоја нормална вредност, за да не го оптоварат срцето, за да не дојде до проширување, значи, на тој отвор и со тоа овозможуваат отворот, значи, постепено, ако има тенденција на затварање, да се затвори. Постојат ли некои лекови кои што може да помогнат овој отвор побрзо да се затвори или пак решението е хируршко? Значи, само еден отвор можеме да го затвориме со лек. Значи, зборевме за тој дуктус, значи, тоа мало каналче што е отворено помеѓу големите крвни садови, кој што посебно е голем проблем кај предвремено родените дечиња. Значи, под 34-та недела, особено под 28-та недела, гестацијска недела. Кога ќе се родат, отворот кај нив е доста отворен и им прави проблем, бидејќи
крвта значи поминува во белите дробови, го отежнува нивното дишење, значи тие се и така со незрели бели дробови, значи се на машина за дишење, и ако овој дуктус значи отворен, уште повеќе ја влошува целата ситуација. Затоа даваме значи во почетокот лекови, тоа се од групата на тоа ибупрофенот кој што се дава преку вена, меѓутоа може и преку уста да се дава и си има значи протокол на давање. Со помош на тој лек се надеваме дека ќе дојде до затварање на дуктусот и со тоа значи побрзо да го извлечеме ова мало бебе што е под кило обично, под 1 килограм, да излезе од таа критична ситуација и да може да бидеме сигурни дека ќе биде една здрава единка во иднина. Кога родителот ќе го однесе детето на педијатар и кога педијатарот ќе забележи шум на срце, зошто се препорачува прво да се направи крвна слика? Точно ли е дека некога шумот на срце е директно поврзан со анемија? Со недостаток на железо? Да, значи анемијата, повторно, значи анемијата, ако нема доволно железо во крвта, значи нема кислород, значи кој да го транспортира, нели кислородот обично, и срцето се труди, она што на почеток го кажавме, нели, да ги надокнади потребите на организмот од кислород. За да ги надокнади, бидејќи почнува да забрзано да работи, значи се појавува тахикардија, една забрзана значи циркулација и при овој процес на тахикардија и забрзана циркулација од страна на срцето, значи доаѓа до појава на шум. Значи се потенцира шумот при анемија. И затоа обично матичниот лекар, значи матичниот педијатар, кога ќе слушне шум во една состојба на слабокрвност, ќе излече првен слабокрвноста, ќе го следи шумот и ако после излекувањето на слабокрвноста шумот не перзистира, тогаш значи е во ред ситуацијата, не мора детето да биде пратено, односно реферирано до педијатар кардиолог. Така, значи сега зборуваме за шум на срце, односно за шум кај здраво срце. Кај здраво срце, да. Така. Значи доколку физиолошкиот шум трае подолго време, што треба да направат родителите? До 1 година, значи ако се слушне шум на срцето, би требало што е можно поскоро детето да биде реферирано до педијатар кардиолог. После 1 година, значи матичниот педијатар си го слуша, значи шумот на срцето кај пациентот, кај детето. Ако тој перзистира, тогаш добро би било да се реферира до педијатар кардиолог. Значи не мора веднаш, него и самиот така, значи не мора веднаш, тоа не е такава ситуација да мора веднаш да се не мора веднаш, значи ќе си ги направи сите рутински значи испитувања, еве меѓу спомнавме дека и крвна слика и си го слуша шумот. Ако тој се појачува на пример или нели не се менува, него стои повеќе подолги години, значи сепак не мора да станува зборни за месеци, тогаш може да еднашка да се направи еден ехокардиографски преглед, за со тоа да бидат мирни и родителите и матичниот педијатар. Така. Кога треба да исчезне шумот на срце? И како тоа се случува да исчезне и повеќе да го нема како никогаш да не постоел? Како се објаснува тоа? Викаме функционални шумови, кои што од различни причини се слушаат кај децата. Кои се причините? Значи градниот кош на децата е потенок во однос од нас возрастните, значи околу нема толку значи масно ткиво. Воедно срцето значи работи со забрзана фреквенција и затоа се слуша некакво шумење на срцето. И тоа се нормални шумови кои што ќе исчезнат со пубертетот, кога веќе срцето ќе завземе позиција градниот кош, значи ќе се оддалечи срцето од површината на градниот кош, значи масно ткиво ќе се развие, така да веќе после пубертетот тие функционални шумови исчезнуваат. Смеат ли овие деца да спортуваат? Тука постоеше некоја дилема порано. Кај сите деца како што беше диагностициран шум на срце, се зборам пред 20-30 години, се советуваше да не бидат премногу физички активни. Значи, дечињава што имаат функционални или невени шумови, слободно може да спортуваат и треба да спортуваат. И другите дечиња, другата категорија на деца, кои што имаат срцеви мани, како што би рекле, или конгенитални кардиопатии, исто така во значи можат да посетуваат некаков спорт. На нив обично им ги забрануваме компетитивните спортови, значи онаму каде што има надпреварувачки карактер. Инаку, значи, рекреативно спортување треба и тие дечиња кои што имаат кардиопатија исто така и тие треба за нормален раст и развој на организмот. Има ли некои спортови што посебно се препорачуваат кај овие деца? Па ние ги препорачуваме, значи може да биде една сега спортови, значи може да биде балет, може да биде пливање, може да биде карате. Значи не е добро да кажеме трчање, трки, нели, кои што се на пример за толку минути да се истрчи толку, тие би биле значи лоши за функцијата на срцето.
Се случува ли некогаш да не се открие веднаш шумот на срце кај бебето, па дури во подоцнежните години кај детето да се забележи? Ова е многу добро прашање, да. Затоа што има определени срцеви мани кои што, пак ќе кажам, заради определени притисоци кои што веднаш на раѓање или првите денови или првиот месец дури после раѓањето ги има во срцето и во белите дробови, да определени срцеви мани не бидат слушнати, меѓу кои што е така наречениот вентрикуларен септален дефект, кој што е на прво место од сите срцеви мани, кој што дури 40% зазема од сите срцеви мани и не е слушнат. Него почнува да се слуша, например, втората, третата недела, и тогаш, нели, родителите се возбудени, зашто, или вознемирени, зашто на раѓање не е слушнат шумот. Може да не е слушнат, меѓутоа, кај тој вентрикуларен септален дефект, сепак до крај на месецот јасно се слуша, затоа што го има тој интензитет од тројка или четворка што го слуша, значи, секој што ќе стави слушалка на бебешкот граден кош. Исто така, постои една друга група, например, тоа е атриалниот септален дефект, значи, тоа е отвор помеѓу другите помалите празнини, да кажам, во срцето. Тој може да биде слушнат и дури втората или третата година, затоа што е помек шумот, значи може и покасно да биде слушнат. Меѓутоа и во едниот и во другиот случај, и кај првиот отвор, значи, и кај вториот, иако се слушаат втората или третата недела од животот, односно втората и третата година од животот, нема да има никакви проблеми со, ако се, да кажеме, покасно диагностицирани. Не се покасно диагностицирани, тогаш појасно се слушаат тие шумови. А може ли тие всушност да кријат некое сериозно срцево заболување? Тие што се подоцна откриени? Па, ние понекогаш викаме дека потешките срцеви мани и не одат со шум, меѓутоа тие пак одат со други симптоми, значи тоа е помодрување на кожата на бебето, значи модри бебиња се тие и со пат на таа сатурација, така да сепак, значи, тие срцеви мани се откриваат доста рано, бидејќи не даваат шум, меѓутоа многу брзо даваат други симптоми. Така. Во кој случај се препорачува хируршка интервенција? Денеска, значи, детската кардиохирургија е многу напред, значи, отидена и уште не повеќе се развива, така до што порано беа операции на отворено срце, денеска веќе се прават со катетеризација. Значи, тоа е интервентна кардиологија, каде што се затвараат отворчиња, како што е тој атриален септален дефект, односно дефект на помалите празнини во срцето, потоа можат да се прошируваат стеснувања на крвни садови, на двата големи крвни садови кои што излегуваат од срцето, и во други ситуации. Исто така, меѓутоа отворено срце сепак е покомплексни срцеви мани, значи мора да се прави, значи, операција на отворено срце. Така да тоа е една голема група, значи, на болести кои што би разговарале можеби во некој друг, затоа што овој пат фокусот го ставивме, нешто го ставивме, значи, само на диагностиката, а понатаму за терапијата, значи, тоа е едно поголемо поглавје кое што се надевам наскоро. Секако ќе го вработиме. Да, значи, треба да резимираме дека шумот на срце не секогаш опасен, но треба да се испита. Да, значи не е секогаш опасен, значи може да се јави кај здраво срце, може да се јави, значи, кај срце кое што има конгенитална кардиопатија, меѓутоа и да е конгенитална кардиопатија, голем дел од тие конгенитални кардиопатии или срцеви мани со тек на времето сами се разрешуваат или со додавање на некои лекови, дел од нив може ќе имаат потреба да бидат со срцева катетеризација, односно интервентна кардиологија, која што е, значи, со еден краток престој во болница од 2 дена, значи детето на нога, што викаме, си заминува дома и е здраво, а помал број од тие срцеви мани ќе бараат, значи, и кардиохирургија. Меѓутоа, обично овие срцеви мани кои што бараат кардиохирургија на отворено срце, тие се откриваат и пред раѓање со така наречената фетална ехокардиографија. И уште едно сумирање во однос на тахикардиите. Срцето кај бебињата и кај малите деца работи забрзано, не секогаш се работи за тахикардија, да. Но има физиолошка тахикардија, која што да не се вознемируваат родителите, само, значи, ако има определени ситуации, како што кажавме, температури, дехидратации, да ги решат тие ситуации, со тоа ќе се реши и тахикардијата и нема да има никаков проблем. Ви благодарам што бевте дел од денешното издание на Нулен Плюс. Се надевам дека ќе бидете наскоро наша гостинка повторно и ќе го патиме вториот сегмент во однос на терапијата на срцевите мани. Да, ви благодарам што ме поканивте и се надевам дека помогнав на некои секако многу корисни совети, многу корисни насоки поврзани со сето ова. Се надевам дека добивте на вистина корисни информации, дека ќе ви послужат, а вие следите нередовно во редовниот термин емисијата од 12 до 12:30 секако на истата фреквенција телевизија Телма. Пријатно.
штом не гледате, значи сте од оние кои последни дознаваат. Сви знаат за паланчани. Токму така. Мајчину да име на сите. Јоктор, братче, јоктор дипломчик. Граѓаните да не мислат дека пролетта идет и да се опуштат. Вчерашни новости во недела во 19:10 на Телма. Вчерашни новости, чекор за сите. Изберете VIP Family Hero и добите неограничени разговори и SMS-и кон сите мрежи и 3 гигабајти интернет за само 599 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Моćниот Ultra Diesel Powerjet. Сите плаќаат исто, но некои добиваат повеќе. Разликата е во квалитетот. Само на бензинските на Мак Петрол. Одамна се познаваме. Пристигна новата звезда во тимот. Хајнекен лименка од 330 мл. Do you have a marker? Yeah. Одлична великденска понуда. Свински бут 269 денари. Свинска кременадла 220 денари. Јагнешко месо 285 денари. Плюс за секои 500 денари купено месо од месарницата добивате 50 поени на вашата Рамстор клуб картичка. Среќни празници. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро. Испраќам пари преку Маниграм, бидејќи така се чувствувам поблиску до моето семејство. И тоа ги прави среќни. Сега знам дека Великден ќе биде исполнет со изненадувања и на вистина посебен.